Како што се интензивираат преговорите со Грција за името, власта се помалку зборува за одржување на референдум. Ако до пред неколку недели и премиерот Заев и министерот Димитров убедуваа дека граѓаните мора да се прашаат, сега владее целосен молк. Заев дури говореше дека на референдумот не гледа како на кочница, туку како на дополнителна гаранција дека решението ќе биде трајно. Партиски извори брифираат дека планот на владата е да го истурка решението за името во следните неколку месеци, кое ќе биде со географска одредница, и тоа најверојатно Република Горна Македонија, со што ќе се овозможи и покана за членство во НАТО. Потоа во многу порелаксирана атмосфера да се планира дали и на каков начин да се изведе прашањето со референдумот. Се размислува за две опции. Првата е дали референдумското изјаснување да се организира пред формалниот прием на Македонија во Алијансата, а тоа ќе се случи дури откако одлуката за прием ќе биде потврдена од парламентите на земјите членки. Втората опција е референдумот да се случи пред приемот на Македонија во ЕУ, но како што беше објавено во стратегијата за проширување на Западниот Балкан, тоа нема да се случи пред 2025 година. Се чини дека главниот противник во владата за одржување на референдумот е ДУИ. Лидерот Али Ахмети веќе се изјасни дека е најдобро решението за спорот за името да се реши како во случајот со договорот со Бугарија, односно да се гласа во собранието и да не се распишува референдум. Пратеникот на ДУИ, Артан Груби, за време на посетата на САД, оптимистички изјави дека спорот за името е веќе решен и дека идентитетот, културата, името на државата најдобро ќе ги задржиме кога ќе бидеме дел од големото европско семејство. Во рамки на подобрување на политичката клима меѓу двете земји, денеска во Атина беше градоначалникот на Скопје Петре Шилегов на покана на првиот човек на грчкиот главен град Јоргос Каминис. Тој, задоволен од гостопримството во Атина, реши да се обрати на грчки јазик. Συμπαθητική με τον φίλο μου Γιώργος και αυτή είναι η ελληνική μου. Нова рунда од преговорите за името ќе се случи следната недела во Софија, кога ќе се сретнат шефовите на дипломатиите Димитров и Кодзијас, а не се исклучува и нова средба со посредникот Метју Нимиц. Во план е и Кодзијас да дојде во Скопје, каде ќе ја представи стратегијата во 4 точки, во кои покрај за новото име на Македонија има плани за решавање на прашањата поврзани со идентитетот, јазикот и националноста.